Добар ден уште еднаш од мене. Време е за малку повесели теми. Наредниве минути ќе можете да го проследите за Окифаци. Фактот дека седи во делот сценографијата за ексклузив доволно кажува. Во друштво е со три прекрасни дами. Да, така е, Дранка. Денеска во студиото имаме интересни гости, Цеце, Беги и Андријана од Break-a-Leg Mamas, така? Зошто Mamas, Андријана? Значи, групата беше нивна иницијатива воопшто за да се започне сето тоа. Мама затоа што поголемиот број од членовите во групата се мајки и често ни се случува прашањето кога ќе ни се јават нови членови да се запишат, дали ние мора да сме мајки за да учествуваме во целиот тој процес. Не мора, меѓутоа името го добивме така првенствено заради структурата на групата. Значи, условот е да имате над 30 година за да бидете дел од Мамас, така? Така сватив. Па и не мора да е. Значи, сите оние кои што реално имаат желба и без разлика дали си над 50 години, да, меѓутоа ако станува збор за надпреварувачкиот дел, значи веќе постојат некои строги правила и критериуми. Тоа се значи возраст од 31 година до 50, тоа е надпреварувачкиот дел, односно адулт 2 како што се нарекува во светот. Така. Значи фактички Мамас се мајките на девојчињата и дечињата кои играат кај вас во Break-a-Leg. Да, најголемиот дел се да. И искрено, значи, иницијативата можеби токму од таму почна, бидејќи често доаѓа и ги дружа на тренинзите своите деца, па ја добија една желба и можеби па година дена ете така беа молења дали можам јас да издржам, да почне целата таа функција и група да функционира. Меѓутоа, сега за сега веќе успешно пливаат 4 години. Супер. Они најубаво ќе ви кажат, да, како колку е тешко да една мајка направи кореографија како што прават децава, претпоставам. Тешко ли е? Тешко е. Искрени да бидеме, тешко е, значи со оглед на годините. Меѓутоа, со самата идеја нели да се формира групата, пошто гледајќи ги децата, тоа изгледаше навистина лесно. Па рековме ајде нели ние да пробаме. На почетокот беа тоа значи тешки движења за нас, ово на како поминуваат годиниве, веќе се вклопивме во сето тоа. Сега и стандардите ни се повисоки, пошто знаеме дека можеме и освојувате титули, ако што се титули, да. А Биги, колку имаш поддршка од семејството, еве од твоите деца? Семејството, апсолутна поддршка. Значи, не ви се смеат кога ќе кажат да мајки ви играат хип-хоп? Не ни се смеат, баш сите се воодушевени, секаде најдуваме нели на колку сте во големо група? браво. Во групата во моментот сме значи 10 мајки, бевме 13, меѓутоа нели со оглед на тоа дека сме ние нели повозрасни и имаме нели поголеми обврски, значи не се во можност во моментот значи да не дружат, што не значи дека нема нели да се приклучат пак. Така се. Андријана, ти си бивша балерина? Не, јас сум вработена во македонско балет. Добро. Да. Дали е тешко да работиш со мајките или со децата? Кој повеќе слуша? Нека не издава. Значи, со оглед на тоа дека беше ново формирана група и прва група во Македонија се Мамас, значи нема друга група во Македонија. За жал, ние мислевме дека овие 4 години малце ќе подкренеме свести на повозрасните да се занимаваат и да почнат да го изучуваат хип-хоп танцот. Меѓутоа, многу беше тешко да се најде таа формула како да се почне да се работи со толкова возрастна група, затоа што во Македонија генерално имаме пилатес, имаме аероби кој што е прилагоден за таа возраст. Меѓутоа, хип-хоп немавме. Искрено беше многу тешко да најдам формула, да најдам структура на час како сето тоа да започне. Дури посетува и часови по гимнастика за разгибување и сите тие работи. Искрено? Не ги откривам, ама имам многу голем ентузијазам во себе и искрено ги јас кажувам дека мислам дека да ги пратам да отидат и на месечината, ќе отидат и ќе се вратат со некој искуство, па макар било и во негативна смисла. Да, жени се жени. А зашто има татковци во групата? Искрено не знаеме, значи имавме еден обид сега. Се плашат да играат, не знаат да играат? Па... Обичам македонците се нели играорци, али за хип-хоп изгледаме опасно и немаат храброст да ни се приклучат. Да. Тоа е причината. Па веројатно.
Па ние сакаме да ги Да. срушиме стереотипите и Да. од машката страна, меѓутоа Па барем сигурно имате сега... поморни жени. Да, барем сега, за сега еве ги мајките се тие кои што навистина направија бум. И јас тоа чисто знам да напоменам кај моите танчери да им кажам дека иако има толку тешки кореографии, толку тешки изведби, акробации, едноставно мамас кога ќе излезат на сцена го собираат целиот аплауз и цела слава. Браво, супер. Додека разговараме, јас ќе замолам режија да пуштиме вашиот настап во Македонија. Така, тој ми е после ќе прв разговараме настап за во Римини Македонија. Италија, тоа беше прв настап 2015, така? 2015 на светското Супер, првенство во ево, Римини. Можеш Андреја да го коментираш? Да, јас значи ова кажувам, овој ми е нивни прв настап пред нашата публика и искрено навистина беа под трема, беа возбудени како сето тоа ќе испадни и јас искрено значи бев скептик како публиката сето тоа ќе го прифати со оглед на тоа дека играа доцна на надпреварот, значи навечер играа. Публиката буквално кога виде дека се спремаат оваа категорија на возрастни жени, останаа будно до крајот на надпреварот да ги следат и да видат што ќе се случува. Дали некоја ќе падне, нема да падне? Публиката на крајот каков аплауз. Значи, искрено кажувам, јас толкав аплауз во мојот живот, без разлика што долги години сум на сцена, не сум видела. Имаше огромна поддршка, ќе ги видите сега на крајот на видеото. Сите дечиња, односно нивните деца, дојдоа да ги изгушкаат мајките, буквално беат звезди на вечерта. Влегоа, многу често влегуваат да се надпреваруваат во гала вечери, каде што има добри фестивали за парични награди. Меѓутоа, пак ќе напоменам, значи, сите мајки кои што се тука немаат ниту еден ден искуство со танц. Значи, се започна од нивна се желба. аматерски се Да, и искрено беше проблем. Јас имавме еден лапсус кога ги пратив на светско, беа без мене. И се враќаат од светско и прво нешто што ми кажа, зашто не ни кажа дека другите репрезентации се професионални танчери, а не мајки. Ние очекувавме мајки на сцена. Значи тука беше проблемот што веќе ова во светот е доста развиено, имаат и надпреварувачки Има ли карактери, интерес кај повеќе нас? групи. Па не знам како би нарекла дали интерес, едноставно можеби повеќе се плашат, можеби има интерес, меѓутоа се плашат да си ја срушат таа бариера сами на себе, едноставно да признаат дека годините не се пречка за да играш било каков танц во Еле видеа Мадона. Имаше Точно. 5-6 години, а е одличен танчар. Навистина. Меѓутоа, да, пак ќе кажам, ние сме такво општество, живееме во таква земја и едноставно можеби се плашиме од сите коментари кои што ќе не нападнат после сето тоа. И мора да кажам дека без разлика што мајките се со различна структура на работа, значи имаме докторки, имаме учителки од различни бранши, значи они останаа достојно на себе. Групата се уште функционира и сите коментари буквално ги примаат без разлика дали се негативни или позитивни, ги примаат во позитивна смисла. Сеца имавте еден танц со тверкање. Имавте ли проблем дома од мажот? Па, искрено не. Значи, тоа, секој во групата си има одреден перформанс што треба да направи. Значи, тоа беше само една учесничка правеше, меѓутоа нема, значи... Значи тверкавте професионално? Да. Ја немате, сега те натрам да тверкаш, ама некој следен пат ќе ве снимаме. Пала ти нозе, да. И ме интересира, дали повеќе би сакале да бидете во теретана или да го работите ова како хоби? Па, значи, дефинитивно ова. Значи, тука е, како да кажам, значи, имаме голема поддршка и од децата, еве да ги поздравиме. Енергијата е сосема поразлична од теретаната. Да, значи да дојдете на еден час да видите каква енергија има за фрканци на собствена сметка. Децата се тука кога навиваат, да ги поздравиме и нив, а и останатите, значи мајки што членуваат во групава, да. Андрејана, гардеробата ме интересира. Ти им ја креираш? Поголемиот дел, да. Нема штикли, нема тоа ништо? Нема, исклучиво се патики. Мора да напоменам дека се многу интересни во тој дел кога ќе дојде, кога ќе пуштите жена на шопинг, да бира облека, тогаш виберот постојано ми звони, постојано добивам слики, дали сме добри, дали е ова во тренд, дали може ова со ова да комбинираме. Да, така да поголемиот дел, значи, од гардеробата им содействува првенствено со кореографијата и стилот кој што го играат, меѓутоа, значи, не се бунтовнички во тој дел, што им да им даеме да облечат, облекуваат заради тоа што тоа знаат дека ќе го носат на сцена. Тоа е тоа, униформата е таква. Така. 2015 Римини, ваш прв настап, да, светско ниво, така? Што направивте таму? Биги?
Ајде нека Светла еве нека каже. Па со оглед дека беше прв настав, значи прво па машко, па и одма не пратија на светско првенство, таму настапувавме во две групи, значи група е од 5 до 7 членови. Двете групи одлично се представивме, како што каже Андријана, ние очекувавме дека тоа ќе бидат нели мајки и дека имаме нели повеќе шанси, меѓутоа тоа беа танчери што професионалци што завршиле со професионалната кариера и веќе што се во форма. Така да, добро, бевме 11-то место, што не е малце. Да. А тука во Македонија сме без конкуренција. Да. One and only. Имате сега некој надпревар? Знам дека се вратите од Полска сега скоро. Да, мајките оваа година не беа на светско. Не беа. Да, бевме со други постави на светско, меѓутоа они сега се спремаат за надпревар кој што ќе се одржува во ноември. 10-11 ноември во салата Јане Сандански ќе се надпреваруваат на надпреварот Денсов и се надеваме дека, пошто и таму има гала вечер, се надеваме дека ќе влезат во најдобрите 20 и дека ќе се надпреваруваат за парична награда од 5000 евра. Напорно работиме, напорно. Да. Веќе имаме 4-5 тренинзи во неделава на интензивно. Колку кореографии се тоа? Значи тоа е една цела кореографија која што трае 2,5 минути. Има различни песни, најчесто ги следиме трендовите на Малку. Прават и акробација, не се доста скромни, значи прават и акробација во своите кореографии, се трудат да направат нешто атрактивно и занимливо за публиката, со оглед на тоа нели сепак на нивните години и можностите кои што ги имаме, јас чисто знам да кажам, не креирам по она што јас го имам како замисла, туку креирам од тоа кого го боли коленото, кого го боли кичмата или каков му е денот. Може ќе искочи некоја Аријана или Може. Не знам Ники Минаж. Никогаш не се знае, за тоа мислам. Тоа се у границите на пристојна На дейност. Да, пошто сте мајки, така. Андријана, како да ги натераме мажи да почнат да доаѓаат да играат хип-хоп? Да направите една група од мажи? Искрено... Татковци. Да, татковци. Искрено мислев дека мајките ќе повлечат нога за тоа и дека ќе си ги донесат своите сопрузи на тренинг, меѓутоа не се случи тоа. Најверојатно треба да најдеме некој борец и храбец кој што прв пат ќе излезе, ќе го снимаме малку, па можеби промотивно ќе го пуштиме да видат сите тоа како изгледа. Ти ми кажа дека еден татко дошол и следен ден се откажал. Точно, да. Можеби затоа што мајките се многу бучни на часот и на прв план делуваат многу гласни, делуваат така мокни, доминантни. И можеби заради тоа и се случи, меѓутоа се надевам дека во иднина еве ќе покренеме иницијативата да почнат да доаѓаат. Тоа би било супер. Може да правите група мешана. Точно, да. Така и треба да биде. Да, така и треба. И сакам да те прашам уште ова, како реагираат сопрузите на мајките кога ги за тренинг ги задржуваш многу доцна до вечер? Значи најчесто добивам коментари зошто е толку касно тренингот, утре се бајле мора да се сготви манџа или не сме испрани, не сме испеглани, ги задржуваш до касно навечер, меѓутоа наоѓаат разбирање, пак ќе кажам, еве ќе ги поздравам, да не ми се лутат кога ги задржувам доцна до... Нека се купат фаст фуд. Така. Да, сега брз начин на живење, брза храна може да јадат. Да, ама кога ќе дојдат на надпревар во публика, кога ќе видат, значи ние тие неколку месеци што се сме сработиле, се ви е простано. Да. Тоа е веќе друга приказна. Супер, ви благодарам што не бевте гости во еден студио. И се надам дека се видиме пак, своите награди колку сакате, ние ќе дојдеме да ве следиме и фала и многу. Фала и на вас. Благодарим и на вас. Следниот настап на Мама, себе би сакала и јас да го проследам. Но сега следува терминот на Маја готви. Да видиме што ни препорачува Маја за денеска. Почитувани гледачи, добар ден. Добро дојдовте во уште една епизода на Маја готви. Денеска инспирацијата ја добив шетајки по маркет и по пазар. Не секогаш знам од напред што ќе ви подготвам и што ќе биде од рецептот, изборот на рецепт на денот. Тоа го добивам најчесто кога шета по маркетите, по пазарите, а денеска навистина збунета, бидејќи пазарот е препун со совршени есенски плодови. Меѓутоа,
денеска избрав да ви направам риба. Во маркетот имаше прекрасен свеж лосос и јас одлучив да ви покажам на кој начин најчесто го подготвувам за домашните лосос. Лососот ќе биде печен во фолија. Лососот е риба која е многу богата со масни киселини, има витамин Д и се смета за едно најздравите протеини кои може да ги користите во вашата кујна. Лососот ќе го подготвам со едно рижото. Не можев да му одолеам на спанаќот, но вистина изгледаше прекрасно. Сакав да го послушам, меѓутоа сметав дека можеби ќе ми го одбијат доколку само обарен спанак ставам како прилог на лососот и решив да ви направам рижото. Околу рижотот има многу митови дека многу тешко се приготвува и дека е едно од ексклузивните јадења. Во суштина тоа не е така. Рижотот е едно од наједноставните јадења кои може да ги направите и тоа се прави исклучително со многу трпение. Состојките кои јас ги избрав не се многу традиционални, може да изберете ваши состојки, но на крајот комбинацијата која ќе ви ја понудам, ви ветувам дека ќе ви даде едно прекрасно искуство. Се гледаме во кујната. За денеска ви ветев еден едноставен рецепт, многу нежен, многу во вкус и многу здрав, може би така да се каже. Денеска ќе подготвуваме риба. Јас имам 2 свежи парчиња лосос и ќе ги испечам во рерна. Она што е интересно за овој лосос е бидејќи лососот знаете дека се готви многу брзо, 5-6 минути му е потребно на скара или на некоја тава. Јас ќе го ставам во рерна од причина што сакам да ми го впие целиот сос кој ќе го подготвам. Лососот ќе го подготвам со сосот путар, лук и лимон. Ќе го затвориме во кадички, ќе го испечеме бидејќи сакам максимално здрав оброк. Лососот ќе го направам со рижото и сега да почнеме. Значи имам 2 убави парчиња лосос. Ја извадив кожата бидејќи сакам да бидат свежи. Малку само ќе ги засечам за да примат од убавиот сос на путарот и малку да расцветаат кога ќе се печат. Скрос малку во обратен правец, бидејќи сакаме да го примат целиот сос. На оган ќе загреете, не мора да провлиете, во мала чинија. Ќе ја загрееме тавата и ќе го подготвиме лососот. Претходно на лососот ќе му подготвам кадички од алуминиумска фолија, бидејќи не сакам да ми се залепи. Сјајната површина од оздола, другата од одгора, бидејќи сјајната е таа која се лепи. Го ставаме лососот. Убаво засолуваме. Малку црн бибер. И му правиме кадичка. Видете да нема некој дупче. Не сакате да ви се истури сосот и да имате запечен лосос. Рибата не ми е една од омилените состојки и намирници. Не знам зашто меѓутоа не го сакам вкусот. Лососот е единствената риба која навистина ми се допаѓа како вкус има и секогаш кога печам лосос, ако ми остане некоја парче, правам една совршена рибја чорба. Некоја во следните емисии ќе ви ја покажам каков рецепт на рибја чорба правиме. Моите деца буквално се дават во рибјата чорба. Ќе го стоплиме путарот. Претходно ќе ставиме малку од нашето брилијант масло. За да не ни загори путарот, секогаш користете масло кога пржите путар. И ќе ставиме така, една убава лажица путар, бидејќи сакаме да направиме сос. Ќе нарендаме кора од еден лимон. И сок од цел лимон. Тоа ќе биде нашиот сос. Реков, лесен едноставен рецепт. Верувајте, прекрасен вкус. Рибата и лимонот се една од најубавите комбинации. Не знам дали воопшто може да се конзумира риба без лимон. Ќе ставиме и сок од еден цел лимон. Малку ќе промешаме да не се соединат. Отишла една семка.
Не мора да ја изгуби својата, или да многу да го вриете, само треба да го соедините и така врело го ставате половина на едното парче, половина на другото. Ќе видите одма ќе почне да обелува лососот, бидејќи не му треба многу температура. Ги затворам моите кадички. И одат во рерна, околу 7-8 минути, доколку ви е загреана, на 170-180 степени. Не сакате да го убиете лососот и да го изгорите. Додека нашиот лосос се подготвува во нашата рерна, ќе ви подготвам прекрасно рижото. Рижотото и лососот ми се една така совршена комбинација која мислам дека сите треба да ја имаме како редовно меню во текот на нашето секојдневие. Че потребна ни е, ви покажав еднаш претходна постапка за рижото, ова ќе биде малку по-различно од претходното, ќе го направиме со спанак, бидејќи сметам дека малку фали нели зелено во целата таа кремаста структура на рижотото, бидејќи лососот и рижотото имаат нежна, баш убава така нежна структура, ни фали малку спанак или нешто друго нели да го разбие. За да го подготвиме рижотото, секогаш убаво рижото стартува со кромит, меѓутоа јас малку ќе сменам, денеска ќе ставам млад кромит. Намерно избрав да ставам млад кромит, бидејќи младиот кромит, спанак од лукот ќе ми дадат дополнителна ароми во рижотото, за разлика од стариот кој едноставно ќе се стопи во сосот. Ќе исецкаме млад кромит на многу ситно. Три парченца ставив јас. Ставиме масло. И една лажица путара. Додаваме кромитот на тивка температура. Не би сакале да загори ништо во рижотото. Нели ви кажав претходно, најважната состојка во рижотото е трпение и мешање во осмици. Сите масла на Брилијант се полнат само во еколошки 5 шишиња. Брилијант е водечко масло за јадење според потрошувачите на Република Македонија според сите своји карактеристики. Брилијант треба да биде твојот прв избор. Нашиот кромит е пропржен, додаваме 2 чешњи лук. Одржувајте го нивото на температурата секогаш на тивко, бидејќи не сакате ниту лукот, ниту младото кромитче кој има нежна текстура да изгорат внатре. Не ви треба апсолутно ништо загорено во едно прекрасно рижото. Две чешњи лук. И ниту едно загорено кромитче. Потоа додаваме ориз. Ориз за рижото. Доколку немате, го користите оној нашиот кочанскиот кој е леплив, ви треба ориз кој ќе направи, нели,